до Скопје. 99 километри во кои што сите, кои што одлучивме барем еднаш да отидеме до Кочани, поминавме низ наша внатрешна револуција. 99 километри тага, молк, солзи, бес, гнев, но и 99 километри надеж. Надеж дека нема да заборавиме, надеж дека нема да се откажеме и дека надеж дека конечно во оваа држава ќе имаме процес во кој што сите одговорни ќе одговараат, а не само главите кои што биле избрани да го задоволат нашиот гнев. Надеж дека ќе изградиме заедница во која што овие луѓе нема да бидат сами, туку сите заедно ќе се обидеме да им помогнеме и да ја споделиме нивната болка. Надеж дека ќе изградиме заедница во која што нема најдобрата алтернатива да биде авионски билет во еден правец. Бидејќи која е другата алтернатива? Дали алтернативата да живееме во држава во која што родителите се плашат да ги испратат своите деца во диско, бидејќи дискотеките горат? Дали алтернативата да живееме во држава каде што се плашите да отидете во болница дека и болниците горат? Каде што се плашите да патувате бидејќи и автобусите горат? Каде што е опасно и да дишете бидејќи и депониите горат? Гнев заради тоа што како општество ги оставивме овие луѓе сами. А знаете кој не ги помина тие 99 километри? Тие 99 километри не ги поминаа пратениците во ова собрание. Тие 99 километри не ги поминаа и затоа не можат да разберат која е болката која што овие луѓе ја претрпеа. Не ги поминаа тие 99 километри за да дојдат, да ве видат, да ве слушнат, да почувствуваат и да се обидат да ви помогнат. Како да заборавија дека ова собрание во Скопје, градот на солидарност. Ова собрание има видено како светот се обединил за овој град да се изгради. А тие што направија? Отидоа 2 недели на одмор. Било премногу сензитивно за да се состане. И што направија кога се вратија? Не можеа да формираат обично мнозинство за поддршка